10.000 метри квадратни. Корисна површина. Корисна површина. Две сцени, голема, мала сцена. Големата сцена има 340 седишта, малата е подвижна од 120 до 140. Значи паралелно двата активности. Значи ако на малата колку седишта има? 340. 340. Предвидено од 340 до 350 зависи од комоцијата на седишта. Тука се сите театри некаде околу 330, 40, 50 тука некаде. Да. Од тука ова е фојето, имате големо и просторно фоје. Да, огромно. Таму рековте товарен лифт имаме. Лифт за технички потреби. Да. Ова ќе биде веројатно заградено штом долниот дел на сцената е ова. Овде се заградено, овде се санитарни чвореви, тука ќе биде така. Гардероберот тука негде? Да. Така. Од тука право ми е малата сцена кој што е, како што реков, од 120 до 130 седишта. Така. Ние фактички се наоѓаме во моментот испод гледалиштето. Аха, затоа е вака косо. Да, гледалиштето. На големата сцена. На големата сцена. Така. Колку беше вкупната инвестиција бети овде? 4,5 милиони евра. За овој дел. Затворена карабина 4,5 милиони евра. Колку се претпоставува дека остатокот ќе биде? Негде околу 7 до 8 милиони евра. 7 до 8. Да. Проектантска цел. Според договорот тој дел треба да го заврши Република Турција, така? Да. Па сме во преговори, очекуваме, значи малку тие, малку ние, ама важно мораме да завршиме. Председателе, за 3 години турскиот театар слави 70 години. Како единствена институција во Балканот и во Европа, тоа му кажавме и на министерот за култура и на председателот на Републиката, имав прилика да кажам, за 3 години театарот слави 70 години. Тоа е импозантна бројка. Така. Значи ние мораме за 3 години голем јубилеј. Ние мораме некако да влеземе со представа тука да почнеме да играме за 3 години. Иначе објектот е модерен и огромен. Гледано вака суштински може и многу побрзо тоа се заврши. За година до година и пол некаде може, само треба се види околу овие работи што ги договарат. Наша обврска што беше по договор да се заврши све скоро. Така. Понатаму имавме прилика со средба со министерот за култура на Турција, испратија оние екипа, стручна екипа дојде да изврши увид. Да. Се запознаа, се видоа и со Бетон Скопје што градеа, тука разговара за да направат пресметка и сите, и сега го очекувавме да дојде, беше најавен министерот за култура на Република Турција да дојде и он. Специјално за ова очекуваме да видиме. Во меѓувреме представите ги одвивате во театар комедија. Во театар комедија. Заедно со албански театар. Да, и театар комедија безпрекорно, значи ако ги реализираме програм, одобрените програми, значи добро соработуваме. По 3 проекти имаме годишно нови, значи сите сме таму сместени. Добре. Не е баш сјајно се бориме за простор, али тоа е тоа, мораме да... Привремено е тоа? Привремено, али добро, до сега не сме имале никакви проблеми. Јас се надам и од сега ќе имаме добра соработка. Има. Верувајте ме дека ние имаме повеќе публика во театар комедија за разлика од публиката ни се зголем, бројчено ни се зголем. Повеќе од претходно што имавте кога бевте во овој објектов, заеднички што го делевте со албански. Да. Имаме и добри представи, значи пред се публиката сака добри представи. Нешто ново работите? Моментално работаме во вторник е детска представа Куклена, гостин режисер од Бугарија, и за Охридско лето гостин исто од Словенија Диего Дебреја, Крал Лир. Значи на 30 јули е премиерата. Сега детска представа имаме во вторник и последната ни е Синиша Евтимов комедија Кроеш за да. Сега имавте убава премиера како? Отело. Дејан Пројковски. Да, многу добро беше Отело. Со таа представа ќе гостуваме сега во Варна, на Варнанско лето. Потоа одим во Нови Сад и на есен истата представа гостува во Нови Сад на еден меѓународен фестивал каде што етничките заедници во тие држави кај што се фестивали. Значи маđарите го организираат и ние сме ќе го отвориме фестивалот со Отело. Имаме добар репертоар.